Добродете во студио за мојот гостин Коста Петров, новиот подпредседател на СДСМ, но освен тоа сте и PR експерт. PR World е вашата компанија. Поранешен портпарол на поранешниот министер за здравство Таравари, писател на книги за самопомош, тука ги имам трите, и приврзаник на Кабала. Имате и едно црвено конче кое е всушност некаков знак да се препознавате со луѓето кои се приврзаници, кои веруваат во ова духовно учење? Не, тоа е на еден начин еден знак кога сакаш да имаш реактивна реакција, кога сакаш да бидеш жртва, кога сакаш да ги обвинуваш за другите за работите што ти се случуваат во животот, да се потсетиш да кажеш дека се е во моја контрола. Да, тоа го пишува и во книгите, за тоа и подоцна ќе говориме. Но бевте изненадување, вашето име беше изненадување како подпредседател на СДСМ. Беа изненадување и Нина Ангеловска, нов министер за финансии, Кирил Колемишевски, заменик министер. И сега за економија. Има разни објаснувања зошто сте вие, како една тројка, ударна тројка, најнова на СДСМ, влезени на голема врата. Некој од нив дека од објаснувањата, мислам, се дека имате неверојатни способности. Останатите всушност дека сте инфлуенсери, му припаѓате на некое градско јадро и практично оние кои биле поранешни приврзаници, можеби на Шарената или на СДСМ, се разочарани и отуѓени всушност и од партијата и од идеалите кои ги промовирала оваа партија, и заради тоа вие влегувате како вид на еден кризен штаб, всушност во тешки моменти кога се случува рекет, и заради тоа и подоцна ќе збориме, но е храбра одлука. И сега вашето објаснување ме интересира. Зошто вие токму станавте подпредседател на СДСМ? Па ја не знам прво зошто би требало да е изненадување кога честни луѓе кои што макотрпно работеле, со сопствени раце создале нешто и со честни намери решиле да влезат во политика, зашто тоа би требало да биде изненадување. Може веднаш да ве прекинам за да објаснам, односно да ви кажам дел од реакциите. Многу членови во СДСМ, значи стотици, илјадници членови, би ви кажале, го дадовме и својот живот, некој во буквална смисла, но мислат целиот живот го посветиле, работен век можеби, но не станале подпредседатели на СДСМ. Заради тоа е изненадување, зашто токму на таква клучна врвна позиција. Да, и ги разбирам ја тие разочарувања, и ја донекаде би бил разочаран, бидејќи ние сме стварно, ќе зборувам за себе, не можам да зборувам за Нина и за Кирил. Да. Меѓутоа не сум бил политички ни активен, ни генерално во нашата земја, ниту во партијата. Аутсайдер сте? Аутсайдер. Јас сум граѓанин на Македонија. Од СДСМ, практично, да. На тоа мислам. Аутсайдер сум дефинитивно, меѓутоа мислам дека лично за мене, особено во последните неколку месеци, се појави едно чувство од една страна на безпомошност, као што ни се случува со земјава, што ќе се случи. Дали одиме на вистинскиот пат? Кој е вистинскиот пат? Се случува параноја, апатија, сите овие работи во исто време. Да. И доаѓа момент кога ќе се запрашаш дали ќе седиш на страна и ќе се жалиш или ќе се обидеш нешто да промениш. Да. И тоа и ви беше токму поради тоа јас, ако не ја прифатев оваа понуда, немаше да си простам сами од себе си. Дека не сум пробал нешто да променам, не за мене. Туку за мојата ќерка, за моите пријатели кои што се селат, за сестра ми која што 10 години живее во Холандија и не знае дали ќе се врати и дали сака да се врати. Да, но ова е вашето објаснување. Кое е објаснувањето на СДСМ? Тоа најверојатно треба да го прашате иницијаторот. Не, како ви беше, кој ви беше од страна на Заев ви беше понудено, со кое образложение? Да. Образложението беше едноставно, дека потребни се нови луѓе, нова енергија, ме следале долг период активностите кои што ги имам ни светот преку мојата компанија, успехот кој што го постигнавме на Евровизија, и така се започна. Да. И сега и тебе ќе ти кажам и на сите, ја никогаш не сум имал амбиција да влезам во политичкиот свет. И мене кога ми ја понудија оваа позиција ми беше чекај сега. Шо барам ја таму. И првата реакција ми беше како ќе реагираат членовите.
на СДСМ, бидејќи нели би требало да има Како некаква... реагира Па членовите на СДСМ? повеќето, мислам са мене никој нема да ми дојде директно да ми каже зашто тебе те избра. До сега има позитивни коментари, има и луѓе кои што нема негативни коментари, меѓутоа се зачудени. И тоа е нормално. Јас сега треба да изградам доверба. И тоа е процес што ќе трае. Да. Меѓутоа верувам дека сите ќе живееме една визија и дека заеднички ќе стигнеме таму каде што треба да стигнеме. Добро, значи вашата примерна задача би била пиар, односи со јавност. Комуникација и комуникацијска стратегија. Да. Бидејќи ја нема да правам фискални политики или не знам реформи во земјоделство Во и така она што натаму. сте најдобар би И секој и всушност така треба да функционира еден тим. Секој треба да го работи тоа во што е добар. Сега дали сум најдобар или не, тоа работа да ќе покажа. Меѓутоа мислам дека сме одличен тим и дека сме на вистински. Велите дека немате искуство во политиката и тоа на Facebook го кажавте. Може би не го И напишав. тоа е најголемиот ваш И јас за тоа сум крив. Да, не го напишав така како што требаше да го напишам. Значи ја напишав дека немањето искуство во политиката е мојот најголем адот. Она на што мислев е дека немањето искуство на политичката сцена во Македонија. Меѓутоа јас за тие што имаат Google што може да проверат, може да видат дека работиме на пиар и комуникацијска стратегија во 40 земји во светот. Работиме со политички консултанти, луѓе што креирале пиар стратегија за британската кралска фамилија, за американски председатели. Имам работено на различни влади кампањи, особено за политички маркетинг говориме. Добро, но и политички. И тоа е мојата функција во пиар, партијата. но и односи со јавност. Имате работено, значи политички пиар за кого? Не би можел сега да кажам, но тоа што се работи нашата за тајни проекти или па не, како? нашата експертиза е кризна комуникација. Значи најчесто се влади, земји, политички личности што имаат кризни моменти и имаме група на консултанти за кои што прават стратегија, нели, за репутацијата на таа одредена личност или партија или влади и така натаму, нели да биде по А зошто не тоа би било тајна? Кои се затоа што се тајни договори, мислам, не е тоа нешто што би можел ја да го дискутирам. Не сум само ја инволвиран во тие проекти, има и консултанти кои што се Добро. Околу работата за политичкиот пиар, дали ќе има некаква, ќе бидете во колизија со Роберт Поповски, тој има политичко искуство, мислам, говорам за пиар, се разбира, за Маријан Забрчанец, го доби тоа искуство во овие неколку години. Дали може таму да настане некаков проблем кога вие, всушност, тие досега работеа со Заев и од сега предпоставувам дека вие ќе му бидете главниот пиар консултант? Па не. Нема да му бидам главен пиар консултант, меѓутоа ќе бидам таму, нели, да му сугерирам што е добро направено, каде се прават грешки и така натаму и се разбира тимски ќе работиме. Нема потреба во моментот. Со Поповски и Забрчанец. Да. Не верувате дека би имало некакви проблеми? Не, зошто? Мислам и двајцата се професионалци, и двајцата се трудат и добро работат и мислам дека не би требало да има никаков проблем. Комуницирате со СДСМ, со Заев долго време? Па не, со Заев комуникацијата не започна по Евровизија. По Евровизија? Да. Вие бевте, заборавив да ве представам, и еден од текстописците на песната. Текстописец и целата кампања за Евровизија. Да. И му ги нудевте тие вашите услуги во... Не. Никако. Како го добив повикот? Кога се случавте подоцна? Не во моментот, се разбира. Не. Ме разбирате. Значи јас бев во Отава кога го добив повикот, дека би сакале да се вклучам во партијата како со таа функција што сега во моментот вие имам. Меѓутоа ја во тој момент патував од Отава за Торонто, а потоа од Торонто за Скопје и кажав во овој момент, во овие услови сега во авион, ја не можам да донесам одлука. Тоа беше конгресот во Охрид кога беше во јуни. Мислам во јуни месец. Ама но и претходно се познававте. Претходно се познававме. Меѓутоа немаше никогаш отворена дискусија дека ја ќе бидам инволвиран во нешто или не. Ја првпат премиерот Зоран Заев го сретнав на приемот на евровизискиот тим. Добро, но ги слушал ли вашите совети, сте давале ли некакви услуги за да ви понуди некаква функција? Не. Само еднаш знам кога бе во Министерството за здравство, додека немаше министер, му напишав порака на WhatsApp дека не е убаво што толку време Министерството е без министер и тоа беше тоа. Тоа беше мојата единствена комуникација со премиерот пред средбата наша за. Значи тој не го знаел вашето работно искуство практично, но во практична смисла.
така, мислам за да дека ви го знаел. понуди. Го знаел, меѓутоа... Не го знаел, но теоретски го знаел. Никогаш не сте имале некаква соработка. Мислам и генерално, луѓето првпат осетија што ние и јас како личност и компанијата ние што работиме, што можеме да направиме по успехот на Евровизија, бидејќи тоа беше пластичен успех каде се покажа еве како се работи една стратегија на европско ниво. Да. И тогаш првпат после Евровизија мене луѓе ми приоѓа кои ми велеа ние мислеме дека ти само, не знам, изиграваш нешто, меѓутоа сега видовме дека тоа што збореше е и вистина. И врз основа на тоа практично и ви понуди да бидете подпредседател. Па валјда имало и други некои работи, не било само Евровизија. Кој? Па мојата работа и во Министерството за здравство и низ свето што работиме. Мислам, ја кога работев во Министерство за здравство, го имавме најпопуларниот министер во Ало Таравари, таа кампања која... Да. Значи Арбан Таравари имаше поголем рейтинг. Ало Таравари, да, таа кампања здраво. Здраво, добро, Ало беше применена. Добро, да, но таа пропадна, Таравари се повлече и со тоа и вие се повлековте од... Што е нормално, нели, кога се заменува министерот, си го зема. Неговиот тим си оди. Рековте дека работите кризен менеджмент и сега случајот рекете на вистина една вистински земјотрес, можеби и најголемиот по конфликтот во Македонија. И сличен некој го споредуваат, иако не верувам дека може да се спореди со ТАТ. Но добро, дали од пиар гледна точка требаше да биде Заев некакво дистанцирање да направи од Катица Јанева, кога веќе се обелодени аферата, а тој упорно велеше дека ја бранеше и велеше дека сепак стои зад неа. Да. Па мислам дека за овој случај баш дека од пиаровски аспект првите чекори беа добро направени, значи премиерот направил тоа што треба да го направи. Се работи за криза каде што не може некој да ти каже дека вака требаше да се постапи или онака требаше да се постапи. Мислам дека со информациите што ги имал во моментот премиерот ја дал таа изјава што ја дал. И се разбира како што се одвиваат работите. Потоа се менува и изјавата и тоа е нешто нормално. Тоа е неговото објаснување, да. И тоа е објаснување во која јас верувам. Значи јас сум работел на други вакви некои случаи, не биле толкави ни светот и секогаш комуницираш тоа што го знаеш. Да. Во одредени моменти може следниот ден ќе има нова информација, меѓутоа ти кога го правиш брифингот, кога имаш пресет тие информации што ви ги нуди практично клиентот. Да. Така? Така да председателот на СДСМ, односно премиерот Заев, ви кажал дека тој во тој момент ги имал тие информации дека може да стои зад... Па и така е, мислам, дека проблемот со овој случај е тоа што се случува сега во еден момент кога сите ние сме параноични. И како да не се биде параноичен кога бомби, секој поседува по некоја бомба и се фрла во клучни моменти. За жал. Меѓутоа постои еден момент кога треба да почнеме да веруваме на одредени изјави на политичарите. Не значи дека кој е политичар и дека го каже нешто дека тоа е лага. Значи и она јас што го гледам како моја работа во партијата е и преку влезо на луѓе како мене, Нина и Кирил и така натаму, да се покаже дека политичарите мислат и на граѓаните, дека граѓаните им се имаат одговорност пред граѓаните и тие им се на прво место. И тоа е процес што ќе трае. Во моментов знам дека никој никому не верува. Не само на политичарите. Во моментов во Македонија никој никому не верува за ништо. Сите сме скептици, што е многу лошо. Едно општество не може вака да функционира. Едно општество што е поделено. Мене најмногу ми е жал што ние дозволиме да се поделиме на ти си ВМРО, ти си СДСМ. Значи поделивме на општество на работи кои што се навистина банални. Политика, зашто политиката не треба да го дели општеството. Тоа е мој личен избор за кого ќе гласам, која моја партија. Меѓутоа тоа не треба да биде причина поради која се дружам со тебе или не се дружам со тебе. Па добро, зависно од тоа каква била претходната политика на ВМРО-ДПМН, ако била дефинирана како автократска, помирување мора да се диктаторска, дури и такви дефиниции имаше, помирување секако може да се случи, но тешко е тоа помирување да се случи преку ноќ. Требаат години, можеби и децении.
во едно општество, но велите дека треба да им се верува сепак на политичарите. Имињата на Кирацовски и Фросина Ременски се прилично експлоатирани сега во негативен контекст. Тие тврдат дека се невини, дека немаат никаква вина. Велите дека сега треба нив да им се верува на ова? Во овој момент на и со информациите што јас ги имам, дека нема никаква инволвираност во случајот. Да, добро. И ова се работи во кој што ја верувам во овој момент. Сте зборувале со нив? Не сум освоил личен контакт. Јас сетна Фросина нели на централен одбор. Кога беше? Сега заборав во петокот. Тогаш се поздравивме. Од претходно не ја знам. Меѓутоа тоа што ми е кажано, Таа е исфрлена од подпредседателската фотелја. Па добро, сега не може да кажеш дека е осврлена, дека освежени се подпредседателствата. Меѓутоа дека е исфрлена, мислам дека не е убав збор да се каже дека е исфрлена или дека во партијата не ја ценат и така натаму. Процес е. Верувам дека ја пак ќе кажам од тоа што ми е кажано, нема никаква инволвираност. И во моментот верувам во тоа. Да. И би сакал да верувам во тоа. Но ви кажал друг. Не Ремески и Кирацовски, некој сосема друг. Заев, предпоставувам. А ја немам никаков однос изградено со нив, дидам и Заев, ова прашања да ги прашам. Предпоставувам, ви кажал, да. Тој им верува на зборот, предпоставувам. Врз основа на што се темели неговиот став, дека не се инволвирани. Разговарал со нив. Според сознанијата нема никаква инволвираност од нив двајца во... Добро. Околу книгите, веќе реков, интересен начин да се комуницира со јавноста, со читачката публика. Најчитаните книги, како беше, најчитаниот автор сте вие. Во кој смисол? Не, јас сум најпродаваниот. Најпродаваниот? Да. Во историјата на Македонија, како? Па, знам дека од моментот кога првата моја книга излезла, до сега имам продадено над 40.000 книги. Така да не знам дали постои податок што може да се види која книга е, кој автор е најпродаван во историјата на Македонија, меѓутоа факт е дека се најпродавани во овој момент. Во овој момент. Да. Не се веројатно од Блаже Конески или од Коча Раци. Мислам, не може да се спореда со нивните книги. Да, не, говориме и за читаност. И сега јас ги прочитав, разгледав книгите, но доволно беше да заклучам дека универзумот е централната точка во вашите книги. Тој, велите, ќе се погрижи за успехот и конечно за среќата. Треба многу да се работи, сега ги систематизирам практично сите книги и да се учат лекциите. Од неуспех, од незадоволство, од конечно од сиромаштија. Во оваа книга, во првата се гледаме на врвот, например, го кажувате во вашиот живот од дното, како велите, во некоја од книгите од калта, одите, се гледаме на врвот. Не кон, на врвот. Да. Верувате ли дека се уште ли верувате во ова што сте го напишале? Да. Може ли, знаете како, дали оние 60% луѓе од македонците кои, тоа е прашањето кое се поставува во овие денови, кои не биле на одмор, знаете, дека сепак станува збор за сиромашна земја, може ли да бидат всушност, каква е нивната грешка од универзумот? Па не е отфрлени ли се од универзумот тие? Не, никој не е отфрлен од универзумот, ниту може од универзумот да те отфрли. Но може да ти се насмее. Па да, ама позитивно да ти се. Да. Не знам, во она во што ја верувам е дека и ова е всушност најтешката лекција да се научи дека секој тежок миг, секој миг кога се чувствуваш безпомошен, кога мислиш дека е крај на светот, всушност е миг кога започнуваат убавите работи. Кога потребна е трпеливост. Да, трискаат вратите. Да. А повеќето од нас како реагираат кога нешто не се случува? Паника не фаќа. Жртва сум, зашто мене ова ме се случи. А не си даваме простор да видиме чекај каде ќе одведе оваа ситуација. Што ќе научам од неа. Како можев да се примени во политичката ситуација економска во Македонија? Па, мислам дека во последните 30 години има многу лекции кои што би требало да се научени да се имплементираат, така да. Од овие со универзумот? Па не со универзумот, генерално тоа што се случува во Македонија, мислам дека
крајно време е некои лекции кои што сме ги научиле претходно, нели, да ги имплементираме и да чекориме кон вистинскиот пат, да не се прават некои грешки што континуирано, нели, се прават. Да. Имаше неколку поенти околу тоа сиромаштијата, дека е избор во смисол дека треба да се борите практично. Тоа не е сиромаштија поврзана со финансии. Но добро ги споменувате. Да, разбирам, но ги споменувате парите постојано, да не ги барам цитатите, се разбира. Еве, чекајки чудото да им падне од небо, мислат дека што е нивно ќе си дојде. Она на Пауло Коелјо идеите кои ги промовира, никогаш немајте да видите како нив, значи да не седите со скрстени раце. Точно. Да. Добро, туку да се борат. Да се борат. Да се борат за тоа во што веруваат. Да. И да си веруваат на себе. Бидејќи, еве јас одлуката да ја донесам за ова, не ми беше дека мене ми беше страф оваа одлука да ја донесам. Мене ми беше страф што ќе кажат другите. И во еден момент си реков, чекај, ја не можам да донесам одлука базирана на што ќе кажат другите и дали ќе се промени мојата перцепција кај моите читатели, кај моите пријатели, кај моите роднини. Не, ова морам да го направам бидејќи јас чувствувам дека треба да го направам. Да. Не кога би го претопиле во практична некаква смисла овие книги и универзумот, како да ве прашав како оние луѓе кои навистина се сиромашни во Македонија, како да го разберат тоа, дали се тие виновни за својата финансиска сиромаштија или пак политичките елити се тие кои им го задале ударот? Не може некој да каже дека е виновен за ситуацијата во која што се наоѓа. Постојат многу фактори, мене навистина ми е жал што се уште се соочуваме со тие проблеми во нашата земја. И особено на сега што приметиве дека ние особено во Скопје живееме во еден бабл каде што ги гледаш луѓе и се викаш сите кафичи се пуни, народов има пари, празан е градов. Меѓутоа има голем број дел од нашите сограѓани кои што навистина живеат во сиромаштија, не можат не само одмор да се дозволат, не може да се дозволат и најопшти работи. Да. И мислам дека нашиот фокус треба да биде кон нив. И правило на универзумот и правило на животот е да помогнеш на луѓето. Меѓутоа не да помогнеш со донации или со туку системски решенија, каде што тие кога ќе имаш еден систем, тие ќе се борат. Да. Не верувам дека некој ќе седи со скрстени раци и ќе каже ќе чека мене државата да ми даде, не. Да. Меѓутоа тој систем и систем на вредности мора кај нас да се постави. Добро. И последното прашање, со оглед на тоа што сте прилично амбициозен, како што заклучив и вашата биографија тоа го вели, и вашите книги, се гледате ли како председател на Македонија? Не знам, ќе видиме. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин.